Зашто? За това што се сојузници со Англија и со Америка. За нас најдобро можат и да сведочат документите во англиските архиви и живите англичани, а исто така и Америка, кој 47 година му дојде на помош на монархофашистичката војска и на грчкиот крал да може да ја воспостави монархијата во Грција. И денеска и само за тоа не се збори. Се збори за Виетнам. Се снимат јавници филмови од луѓе кои таму беа. Се зборува за Корејска војна. Се зборува за угнетените народи во Африка. Се бори за секаде, а ние македонците, што сме се ограничиме со грците, не можеме. Стварно ова е една ситуација која е просто необјаснива. За мене ова повеќе не е наша трагедија, него тоа е трагедија на цивилизираниот свет, особено на Европа, кој што директно или индиректно му возможила на Грција да ги направи овие зверства, овие трагедии на еден невин народ, особено на едни деца кои ни најмалку не допринесоа да доживеат една таква трагична судбина. Викам, не е тоа повеќе наша трагедија поради тоа што малку или многу ние веќе ево за 50 години го најдовме својот пат и на некој начин имаме еден нормален живот. Останува да свеста нивна, ако сакат да во светот не се повторуваат такви страшни војни и ако сакат да во Европа не постои повеќе некоја Босна или некоја Косово, тогаш нека прашат савеста дали со нешто допринеле да ја натерат Грција, да едноставно си ја расчисти савеста за гревовите што ги направила за во ова граѓанска војна. Ние гледаме во иднината, али за жал грците не гледат во иднината. Тие се тие што пречат нашите односи, поправо ние да станеме мост меѓу Македонија и Грција. Тие се тие што кочат да не можеме ние и ден денеска, после 50 години, да не можам јас да одам на гробот на моите најблиски, на погинатите кои се расејани нивните коски низ цела Грција, по затвори, по логори, по планини. Али тие наши погинати, тие се таму. Таму се и тие, и од гробовите своји они говорат дека се таму, дека постаат, дека се македонци, дека гинеа заедно со родолюбивите грци за една слободна и демократска Грција. Ова е историска можност за Грција да на еден цивилизиран начин едноставно ни дозволи да одиме да се вратиме на гробовите на нашите предци. Татко ми погинал во граѓанската војна 1949 година. Е закопан заедно со грчкиот генерал Скотидас во селото Брезница. Татко ми се уште се наоѓа, гробот на татко ми се уште во селото Брезница. Грците дошле, го откопале генералот Скотидас и го однеле во Грција. А јас денес, во овај век, во прагот на 21. век, не можам слободно да додам да запалам една свеќа на мојот роден татко, на гробот на мојот роден татко. Светата мајка црква, ете, се сеќава и за умрените, за оние што ги дале своите животи за слободата на својата држава, на својот народ и на својата црква. И од децата бегалци, и од нивните роднини и блиски, татковци, мајки, браќа, сестри, роднини, и од сите што поминале при Бога пред многу време. За нас, православните христијани, чеда мои духовни, нема мртви, сите се живи, поживи се оние што отишле пред нас при Бога. И ние денеска ги спомнуваме сите нив, ги спомнуваме со вера дека и тие следат се што станува денес и вчера
и утре и други ден што ќе станува во нашата земја, врска со престојот на децата бегалци. Не се деца веќе тие, но се навистина израснати, секој има веќе своја професија, секој продолжува да живее таму каде што го нашол своето огниште ново, каде создал семејство, каде работи, но никогаш не престанува да мисли и да милее за Македонија. И за победа, за тие со ништа, на нашите луѓе што и да дијат телата за права, за правда, за права и за се што е македонско, со денешните услови и закони, со меѓународните институции, да се бориме за напред и мислам единствени ќе победиме и ќе успееме. Сметате ли дека на крајот од 20-тиот век дека е ред Грција да покаже дека е вистинска демократска земја? Да, мислам, то треба да го докаже Грција. Од е демократска земја, люлка на демократијата, ако она вистина напризнае като народ, напризнае като луѓе што живиме во егејско дел на Македонија денес и не даде сите права и за учење на мајчин јазик, и за цркви, и за се што е за културата, за развој за културата и секакво право што има еден човек што треба да живе слободно и на држава. Вие сте оптимист? Јас сам оптимист, не сакам никога што мојот живот не би песимист, ама со сауде празен оптимизмом не можеме да придажеме, тоа оптимизмот треба ние да го правиме со активирање, да се прави вистинско, да се прави дело и на тој ќе работиме. С тие бегалци, јас верувам подкрепата за човешките правдени в Егејска Македонија ќе биде за долги години тур да спечелиме и тоа. Мислите ли дека на крајот од 20-тиот век Грција е ред да покаже дека е демократска земја? Светот ќе признаат и ќе насили Грција да признаат македонски народ, както да има полни прави како всички други народи. Греф на Европа, примерно, новие демократски земји во Европа, кои што ја толерираат Грција и дозволуваат да прави што сака. Но овој случајот со пресудата во Салцбург, мислам дека е од одлучувачка улога. И тука, ако може да се зборува, да на некој начин и падна зидот на Грција. Па да се надеваме за
за поарно утре. Се тргне за напред, а не да стоеме како било пред 1000 години или 2000 години. Од тоа време никој ништо не знаеме, тие се само едни, мислам, некако измислена или фантастична историја, ама денес треба да гледаме реалноста. И тоа воглавном за иднинава на нашиве деца, на Балканот да не се повторуваат овие што се повторија 48 година, како гледате уште пак се случува. За воиднина мислам на нашиве внуци и тоа треба да тргнеме напред. Не можеме да стагнираме само на едно и да се јадиме и да се колиме еден со друг. И сум горда што сум македонка. Европа и слепа, и глупа, и се за нас, македонците. А треба да знаат, најмиролюбив народ сме, најдемократски народ. Ние на друга земја во Европа такви човекови права нема како Македонија. Каква демократија има Грција? Тamo je na grčkата демократија. Нека дојде во Канада грците да види како е. Нека дојде